Топ-тема, добро вечер. Македонија е несомнено пред многу предизвици, потребни се многу решенија или солуции. А што е солуција? Невладина, ново движење, нова партиска опција во најава. Кои се луѓето кои најавуваат дека ќе им направат ѓаволски тешко да им биде на партиите да бидат она што се денеска, апсолутни владетели на сите општествени збиднувања и дека ќе наметнат меритократија наместо се присутната партократија. Ова се дел од прашањата за мојот вечерашен гостин, председателот на Солуција, Балкански центар за конструктивни политики Никола Димитров. И секако обзнанувањето на ова ново движење како повод и за актуелните прашања. Кои се солуциите или решенијата за излез од се поочигледниот нов европски ќорсокак во кој се најде Македонија? Можен ли е консензус за клучните национални прашања? Но и колку од зачинот во ова, како што сега, од нова позиција ја нарече каша што се случи од нашата мака со Бугарија, кому му припаѓа? Господине Димитров, добро вечер и добре дојдовте во Топ-тема. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до гледачи. Многу прашања, одиме со првата пауза за реклами, па почнуваме. По промоцијата минатата недела, вечерва во Топ-тема интервју со Никола Димитров, поранешен шеф на дипломатијата, прв човек на секретаријатот за европски прашања, но вечерва во својство на председател на Солуција, Балкански центар за конструктивни политики. Во едно име на оваа нова невладена организација сконцентрирани многу болки и на Македонија и на регионот, па од тука колку е всушност солуција која што ја најавивте како нова невладена организација, платформа за промоција на некаков нов политички концепт, нова политичка мантра, а колку платформа за политичко лансирање на нови поединци личности? Не само вас лично, можеби и други. Солуција е невладина организација или здружение на граѓани или think tank на некој начин, кој што ќе има повеќе проекти. Еден од тие, нашата досега најголема иницијатива е поддржана од European Endowment for Democracy. Тоа е една од рацете на ЕУ, низ која што се помага во смисла на развој на демократските процеси во земји кои што уште имаат мака со цврстината и здравјето на своите демократи, пред се во соседството на географијата на Европската Унија. Тие најчесто финансираат граѓански активизам и финансираат и истражувачко новинарство и генерално новинарство, бидејќи често проблемите во демократијата се врзани со проблеми во вашата фела, со слободата на медиумите. Долго се шушкаше што ќе прави, кој ќе биде следниот потек на Никола Димитров, од кулуарски шпекулации за обиди за спојување со некои други помали партии, па до формирање нова партија, и сега неодминливо е и постојано, заради мојот на некој начин политички бекграунд. Да. Сега прашањето е колку ќе се остане тука и колку ќе се продолжи понатаму, бидејќи рековте во говорот на промоцијата, ние не сме за политички колач, туку за намалување на политичкиот колач, но бевте и во политиката. Зад себе имате и некои други обиди за реформи на општеството, на партиите, преку поранешната Хашка тројка и други иницијативи. Сте били и на едната и на другата страна. Ова меритократија и меритократија наместо партизација, да се турнат партиите таму каде што им е местото. Се тоа убави идеи, но знаете дека моќта и натаму се е уште партиите. Неколку прашања би поставивте, да ме дозволите
едно по едно да ги одговорам. Прво, јасно е дека граѓаните се пред суров избор, или треба да се соочат со реалноста и да се обидат да ја сменат, тука се ставам и себе си како граѓанин, или на некој начин да кренеме раце, да се помириме со судбината, дека, како што рековте, моќта е во политичките партии, меѓутоа Уставот вели дека суверенитетот произлегува и им припаѓа на македонските граѓани. Демократијата не се само партиите и не се само изборите. Дали се на 4 години редовни циклуси или на 5 години, во нашиот случај околу председателските избори, туку политиката е сето она што го правиме во нашите професии, секој се разбира во зависност од својата сфера и сите заедно како граѓанство во однос на нашата реалност. Ние реално денес се соочуваме со големи проблеми. Јас сум убеден и многу од луѓето со кои што досега разговарав и имав средби, ние сме убедени дека главниот проблем, главната причина за нефункционалноста на нашиот систем е партизацијата, бидејќи нужно партизацијата нема надпреварна способност, квалификации, искуство, знаење, туку има послушност кон партијата и најчесто кон партискиот лидер, бидејќи ние имаме проблем и со внатре партиска демократија. И кога ова се таложи и долго трае, истовремено партизацијата оди со неодговорност. Ако е од нашите, ќе треба да го заштитуваме дури и кога ќе греши, освен ако стане неподносливо и прескапо за политичката партија. Кон граѓанскиот сектор и силата на граѓаните, како што велите, односно поврзување, велите, на експертизата на граѓанскиот сектор со силата на граѓаните, ова враќање условно назад се должи и на искуството со политиката, бидејќи логичното прашање би било да, бевте и во политика, бевте и во влада, бевте на високи функции, однатре имавте можност да смените нешто што сега велите треба да го направат граѓаните. Јас во мојот ресор, каде што имав сепак главен збор, иако многу од одлуките се потврдуваат на влада, одат на амин кај шеф на држава, например, испраќање на амбасадори, ова што го зборувам, јас го спроведов. И од првите 40 амбасадори, 35 беа кариерни дипломати, а 5 беа политички решенија, еден драстичен пресврт во однос на тоа што го наследив, што го добив кога влегов во Министерството за надворешни работи. Но оставивте и многу амбасади празни, кои од дел од нив се и до ден денеска празни, токму заради тоа што или немаше амин од политиката, или немаше Тешка е таа договор. битка, меѓутоа јас успеав во рамките на можното, без да имам граѓански пратеници, без да имам сила во парламентот, без да сум, вие споменавте, сум соработувал со двете страни, меѓутоа никогаш не сум бил во партиите. Јас во животот не сум имал членска книжка на ниту една политичка партија. Добро, последниот обид носител на листа со или без членска книжка е голема мојата сила беше пред се во моќта на убедување, во кредибилитетот дома и во кредибилитетот надвор со нашите пријатели од меѓународната заедница. Користејќи ја таа сила како политичка фигура во владата, јас во мојот ресор успеав да направам еден таков пресврт кој што не беше совршен, меѓутоа беше многу голем пресврт од она што го затегнав. Првите 10 амбасадори што беа испратени во мое време имаат вкупно над 200 години стаж, за разлика од последните 10 амбасадори пред мое време, кои што имаат, мислам, пратени 2014 година, може би 20 години заедно стаж. Тоа се огромни разлики. Во предлог законот за надворешни работи, што и сега малку зборуваме за мене, ама бидејќи ме прашавте, морам ова да го кажам и мислам дека не е
иако не мислам дека е толку важно баш разговорот за мене. Поврзано е со темата. Во законот за надворешни за темата. се обидов толку професионализација и меритократија да внесам, врзувајќи ги своите раце и рацете на идните министри за надворешни, за и во куќата, оти вие и за вчера дојден човек, што станал дипломат, се вработил во Министерството за надворешни работи, во дипломатските рангови, можете да кажете дека и можете да го испратите за амбасадор и во јавноста да кажете, ама тој е човекот, тој е дипломат од кариера. И во тоа, во напредувањето на службата, се обидов да внесам критериуми. Ве оставив Оценки, должина на стаж и така натаму. Тоа, например, не ми помина во владата. Немаше расположение меѓу политичките партии. Ве оставив на оваа тема не бидејќи не е само лично за вас, туку е еден дел од она што го заговарате како меритократија. Го спомнавте законот за надворешни работи, за прв пат беше донесен во времето на сега покојната министерка Илинка Митрева, со сооднос 70:30 на професионални во однос на кариерни во однос на политички номинирани дипломати. За следната гарнитура тоа да го смени во еден обратен сооднос, за потоа вие, како што рековте, малку по малку да се обидувате да го вратите тоа на нормален колосек, како што беше тој закон, и тоа не води до тоа прашање на немање една константа. И сега, кога вие велите, ние, граѓанскиот сектор, ќе се обидеме да им ја одземеме, да им го направиме ѓаволски тежок животот на партиите, а сте биле во позиција и не сте можеле до крај тоа да го направите, како ќе ги убедите сега потенцијално новите следбеници дека тоа е сепак можно? Нашиот спас не е во еден човек, како што вината, одговорноста исто така никогаш не е во еден човек. Граѓанството, ако притисне, политиката ќе мора да слуша. Такви се базичните односи меѓу граѓанството и политиката, бидејќи политиката во крајна линија зависи од расположението на граѓаните. Ако граѓанството е мирно и тивко, политичките партии немаат мотивација сами од себе да работат подобро или да работат поинаку. Ние сме денес на едно исклучително лошо дередже и каде и да гребнете, дали е правосудството. Последниве денови имавме посебно видливи случувања на кое ниво ни е паднато таму. Делењето на правдата. Дали е образованието? Дали е здравството? Толку се запоседнати од партиите, што не само директор на училиште или на средно школа или на болница или некој од клиниките во клиничкиот центар и болниците низ другите градови, туку и вработувањата внатре пред се зависат од политичките партии. Политичките партии ние мора квалитативен чекор да направиме, бидејќи се друго е илузија. Јас, иако сум дипломат по професија, дојдов во владата како активист, ја напуштив македонска дипломатија, работев во невладина организација во Холандија, во Хаг. И цел живот се бавам со големата слика, да влеземе во НАТО, да бидеме до Западот заради вредностите на Западот, да влеземе, да станеме полноправна членка на Европската Унија. Последниве години, меѓу другото и со проблемите меѓу нашите пријатели, ама посебно увидувајќи дека членството во Европската Унија само по себе не ве прави една цврста демократија со која што владае правото, каде што има ред и критериуми кои што вреднуваат способност и личности.
Имаме различни земји членки на Европската Унија. Има земји членки што и ден денес, после многу години членство, имаат проблем со здравието на своите И за кој институции. можеме да се чудиме како воопшто станале земји членки. Да, така е. И сакам да кажам, или ќе притиснеме, а знаење има, можеме да видиме наоколу, Кој се ќе солуција? најдеме компаративни примери. Кој се солуција? Бидејќи рековте дека сакате да ги поттикнете невладините организации. Ќе направиме да дистинкција меѓу невладината организација која што ќе работи на различни проекти со иста мисија. Јас ќе бидам, што се однесува на солуција, главно вклучен во овој проект за граѓанска мобилизација или за граѓански активизам. Дел од луѓето со кои што веќе си помагаме и работиме и соработуваме на Стапија, на промотивниот почетен настан, минатиот четврток, и тука беа Марко Трошановски, зборуваше како активист од Шанса за центар, инаку самиот води невладина организација Институтот за демократија, зборуваше Ампева од Класен текстилец, зборуваше председателот на синдикатот на контролорите на летање, кој што покажа како синдикат како може организирани граѓани, во овој случај синдикално организирани граѓани, да си го заштитат еснафот од обид за политички убат. Имаше обид. Имаше обид. Работувате со другите, значи солуција би била некаква Имаше чадор организација или солуција има и ќе има и други лица освен од Никола. националната мрежа на женски организации кои што се мобилизирани пред се околу многу важната кауза борба против насилство врз жени. Имаме и многу други луѓе, меѓутоа во оваа фаза јас сум оној заради моето искуство со политиката, кој што може да ги истрпи, веќе ги има преку разни пера, ги има доста низ ботови, одскоро имаме своји акаунти по социјалните мрежи во оваа фаза и мислам дека доволно е јас да бидам тој што ќе ги трпи овие навреди, а ние да се фокусираме да видиме каде ни се проблемите, да предлагаме решенија, да се бориме за тие решенија. Сепак тоа не може да остане човек организација. Се разбира. Се разбира, јас сум само еден од граѓаните и ние нема да бидеме организирани на начин што јас ќе кажувам кој ќе се јави. Граѓаните, луѓето со кои што заедно градиме нешто, ние во четвртокот ние ова го направивме, еве ги решенијата. Ние во четвртокот имавме обзнанување на раѓање на една нова граѓанска сила и повик до граѓанството, до сите оние кои што чувствуваат дека работите не ни одат, кои што не гледаат надеж дека обична промена на власта ќе ни донесе квалитетен скок каков што ни треба, за да ни успее нашата Македонија, за да ни ја биде, за младите да си ја гледаат иднината, да ни се придружат секој колку може во својата област, со знаење, кој ќе биде јавен, кој нема да биде јавен. Ние нема да имаме ни меници, нема да имаме, не сме клиентелистички врзани, не ветуваме функции и така натаму, така што нема да биде на мене ја да одлучам кога и кој и како. Моje е да го штитам ова, бидејќи една што е лошо ако група граѓани ги повикуваат со граѓаните и велат луѓе не ни одат работиве. Не, сакам да прашам што е поразлично, бидејќи Македонија има блупринт група за следење на реформите во правосудството, која што опфаќа некаде околу 17 невлади реномирани невладини организации. Коалицијата за борба против коалицијата за борба против корупцијата. И ние доаѓаме во ситуација кога нивните извештаи се буквално игнорирани, без оглед која е власта, и сите се, па дури и ние медиумите, се
А вознемируваме и гласно алармираме кога нивните заклучоци преточени во соодветни констатации ќе ни се вратат како извештај на State Department-от, па во голема мера дури како интегриран дел од она што секоја година го очекуваме, а се нарекува така наречени извештај за напредок на Европската Унија. Што сега би било поразлично? Многу е важно, мислам дека тоа што е неспорно е ситуацијата сега. Не сме во добра ситуација. Второ, неспорно е дека таа сама од себе, проблемот сам од себе, не се решава. Нити решението ќе падне од небо и покрај тоа што имаме големи надежи во пристапниот процес, нема да бидат земјите членки, нивни луѓе, граѓани, експерти, институции, самите институции во Брисел или нашите пријатели од Вашингтон, да дојдат да ни ги решат. Ова е наша мака. Ова е наша болка и мораме да се соочиме со тоа, ние дека мора ова да го решиме. Трето, исто така е факт дека граѓанскиот сектор веројатно треба да биде погласен. Има тука еден феномен, изневерената надеж станува апатија. Имаше надеж кај нас, која што почна да се раѓа, граѓанството да се мобилизира 2015 година, 16 година, 17 година, 18 година, последниве 2-3 години веќе мислам дека таа надеж е многу повеќе една општа разочараност и апатија. Секој што ќе даде импулс на активност, на гласност, на заедништво, да си помагаме едни со други, на овие важни заеднички болки, јас мислам дека треба да биде добре дојден. Тоа што покрај асоциацијата со моето учество во политиката, па луѓето ги асоцирам на политика, е една работа, друга работа е има огромна потреба од политичка сила која што ќе игра поинаку и ќе ги турка, ќе работи против дуќаните, да се намали ова што обично е предмет на партиско-политичкиот пазар. Значи, школите да ги извлечеме од партиско-политичкиот пазар, болниците да ги извлечеме од партиско-политичкиот пазар. Очигледно имаме голем проблем со правосудството. Затоа... Каде што телата кои што се поставени, моделот што е избран за државите од Западниот Балкан не е модел што го имаат сите Но затоа ќе треба да се влезе и во политичката арена. Политика е и тоа што вечерва го зборуваме и граѓаните не слушаат. Политика е тоа што луѓето го пишуваат или излегуваат на протести, или имаат некакви законодавни или локални граѓански иницијативи и во крајна линија политика е политичка сила која што си има свој политички израз и излегува на избори. Во оваа фаза граѓанската сила која што ја градиме и која што се раѓа е граѓанска сила и многу е важно природно да се развива. Одлуката дали ќе таа граѓанска сила ќе има политички израз од денеска, мислам дека е далеку. Јас лично не верувам во оние блицкриг политички движења или партии кои што се раѓаат на 2-3 месеци пред парламентарни избори, бидејќи често нашето искуство и нашето македонско искуство од нашата понова политичка историја и на други земји укажува дека тоа се дали се формирани од веќе постоечките партии за да наштетат на противникот, да збркаат изборни математики. Многу е важно... Има и обратни проблеми, она што се случи во Словенија, она што се случи во Црнагора, па дури ако сакате и првиот обид на она што беше движење на многу благонадежната бугарска партија на Петков. Да, продолжуваат промените. Имаме такви компаративни примери. Многу е важно, зошто велам ова природно да си расте и да биде... Има доста разлики меѓу нас. И меѓу луѓето кои говоревме на
промоцијата има разлики. Кој е фокусиран многу на работнички права и на социјална правда. Кој е фокусиран на хуман простор и ред во урбанизмот и професионализација на локалните служби. Ама тоа што е ние заедничка вредност е пред се свеста дека институциите кога се во партиски стеги не се функционални. И затоа тоа што не врзува низ различни призми е битката против партизацијата предлабоко низ се политичките партии во системот. Секој што живеел, јас сум живеел неколку години во различни држави, меѓу другото, како зборуваме за Европа, во Холандија. Незамисливо е директорот на училиштето да зависи од тоа кој ќе победи на избори. И зошто директорот на јавно предпријатие како комунална хигиена, например, да зависи од локални избори. Кој ќе биде градоначалник? Па имало нов градоначалник, ќе го менува. Тоа не може да биде добро. Тој директор мора да зависи од тоа дали си ја врши работата и фокусот мора да биде тоа јавно предпријатие да биде успешно, да биде рентабилно и сите да велат одлично си ја вршат работата. Значи, мора да стане, да се губат гласови и да стане срамота вака да се делат и цената на влегувањето во владина коалиција или излегувањето од владина коалиција да бидат број на директорски места или број на вработување. Сите што ви го знаат и политичкото искуство би ве прашале па сега дали сте наивен или не правите нас наивни дека на политичарите ќе им падне од нешто срам. Еве, која е солуцијата за примерот денеска? Денеска е денот кога почна да се исплаќа првата цела покачена плата на избраните и именувани функционери, почнувајќи од председател на држава, преку пратеници, па до председатели на судови и така натаму, и вие имате општ консензус дека да, решенија има. Едно чудо изјави дека ова е невкусно во овој момент, но иако решението е само измена на еден закон со два збора, наместо просечна исплатена плата, минимална плата, никој не сака тоа да го направи. Ниту власт, ниту опозиција. Скоро бев на една конференција каде што се зборуваше за борба против корупција и имаше експерти од Романија, од каде што е Ковеши, првата европска јавна обвинителка денес. И кога ги прашавме добро на што се должеа тие, он има амплитуди, има некои успешни периоди, па помалку успешни периоди. За да на крајот Ковеши избега од Романија за и повторно да биде избрана за европска. Оценката беше законите се важни, меѓутоа во романското искуство клучно беше јавниот притисок. Кога на граѓаните ќе им стане прво прашање борбата против корупција, прво дел од политичарите сакале нетеле ќе видат и ќе си го прилагодат своето делување, бидејќи им требаат гласови за да бидат во политиката, во собрание, во влада и така натаму. Значи, во периодите кога во Романија имало најголем, најгласен притисок од јавноста, тогаш имале успех или делумен успех. Не сум експерт за романската приказна, пренесувам само што беше кажано, и второ рекоа, ви требаат исто така луѓе херои или луѓе шампиони или луѓе кои што се на некакви позиции во правосудниот систем, кои што спомнавте наивно. Наивноста е некогаш добра карактеристика, затоа што ако сме од оние што се знаат и виделе, лесно се паѓа во замката што и да правиме, за ова нема спас и нема лек. Наивноста дава еден ентузијазам и верба
дека сепак ништо не е невозможно. Веројатно луѓето ќе бараат одговори кога, како и што. Тоа е тој рецепт практично. Сега ова за покачувањето на платите, јас сум бил внатре, знам каква беше платата. Тука очигледно е крајно непопуларно. Посебно што се случува во време на голема економска криза. Веројатно начинот ќе беше подобар тоа да се направи со договор меѓу сите политички чинители, да има една јавна расправа. Тоа, например, е направено... Овој пат станува збор за одлука на Уставниот суд, која што може да се... Во балтичките држави седнале и направиле еден разумен размер колку ќе бидат платите на пратениците, колку ќе бидат платите на министрите во однос на просечните плати. И втор корисен чекоре, тој договор да не важи за актуелните пратеници, министри и така натаму, туку да важи по еден или по два изборни циклуса. И ние имаме сега велат дека работат на закон за плати во јавниот сектор, меѓутоа тој закон го нема, а во меѓувреме веќе втор месец се... И ќе помогне кога покачувањето на платите на луѓе на високи функции ќе оди паралелно со еден очигледен, видлив, кредибилен напор за борба против корупција. Тоа е исто така. Значи, тие три елементи недостасуваат. Сериозна јавна расправа, еден вид договор меѓу политичките чинители, моментот време, не од сега, не за нас, туку за некои идни што не знаеме кои ќе бидат, ќе каже граѓанството, и фали врзувањето со една видлива, очигледна, кредибилна борба против корупцијата. Најавивте ангажман на повеќе полиња, ќе почекаме да ги видиме конкретните други иницијативи, а јас во продолжение би се задржал на она што е ваша експертиза, ваш печат досега и кој е решението или солуцијата за очигледниот нов ќорсокак во кој што ќе се најдеме на евроатлантскиот пат поради неможноста да се донесат уставните измени. Јас минатата година во контекст на овој пакет што дома најчесто го нарекуваме француски предлог, значи негде периодот јуни, првата половина на јули, имав серија на настапи, пишани колумни, дел кај нас, дел во странство, каде што на некој начин, и не бев само јас, многу од познавачите предвидоа каде ќе бидеме денеска. Дека тоа е еден пакет кој што нас ќе не заглави, дека ќе не стави во ситуација целиот притисок да се сврти кон македонската страна, бидејќи тогаш владата вети нешто што го немаше, двотретинско мнозинство во собранието, кое што е потребно за да се направат овие. Добро, владата исто го направи за договорот за Преспа. Тука принципот е ист. Не можете да им забележите. Преспа едноставно немаше да стане договор. Едноставно немаше да стане договор и немаше да биде во сила да не успеа тие уставни амандмани врзани со Преспанскиот договор. Овде не се работи за билатерален договор, овде се работи за согласност во преговарачката рамка на Европската Унија со македонската страна да влезат сите овие елементи. Значи, ако ние не успееме да направиме двотретинско мнозинство во собранието, што ќе биде? Едноставно ќе имаме ќорсокак. Ќе си седиме на паркингот каде што сме во моментот. Веќе сме во ќорсокак со оглед на спротивставените ставови власти и опозиција, кој е решението? Бидејќи нема големо задоволство во Нели Виреков, имаме некои убави песни со тие
зборови, меѓутоа нема големо задоволство, еве во правовев, нели ви реков. Тука имаме уште неколку елементи во проблемот и после да зборуваме за решението. Еден од елементите е, некој го повтори скоро во нашите медиуми, мислам дека експерт од францускиот сенат, тоа го зборува често и Флориан Бибер од Грац и други познавачи на процесот, дека не само што немаме гаранции, туку прилично е јасно дека со уставните амандмани не завршуваат нашите маки. Значи, ние не сме во ситуација, ова е последната пречка, еве ќе ја тргнеме пречката и овде имаме еден бришен автопат кон Европската Унија. Има и документи од кои дел во преговарачката рамка при крај во последните параграфи, вториот протокол кон договорот за пријателство со Бугарија, кој што за прв пат реферира на периоди и на моменти во европскиот процес. Изјави на бугарската политика, дека ќе има едно од очигледно следните прашања, ќе биде работата на историчарите во комисијата, македонските и бугарските историчари. Јас нема да бидам зачуден ако оттаму не стигнат, бидејќи председателот, шефот на бугарската држава вели, ама ние не сакаме таму да бидеме малцинство, ние не сме таму малцинство. И тука не е само формулацијата дали дел од народ ќе се спомене или народ, туку избори се во Бугарија, па туку има и пред изборите беа слични изјави, значи очигледно е дека ќе има прашалници дали пописот ни е точен. Сега дали навистина имаме 3500 етнички бугари, околу тоа ќе има следна дебата. Значи проблемот е прашањето не е решено. Вие велите нема задоволство од Нели ви реков, ама на ова Нели ви реков некој ќе ви рече, ама вие почнавте да говорите, да зборувате многу доцна. Односно, практично на прошталната пресконференција, кога веќе знаевте дека повеќе нема да бидете дел од власт. Јас додека бев внатре, ова не можеше да се случи. Јас не сум во владата за ова да може да се случи. На 15.1.2018 година, на ратификацијата на договорот во Собранието, велите дека факт е дека ниту во Македонија, ниту во Бугарија не сме целосно среќни. Но факт е дека двете држави растеме, праќаме сигнал дека можеме да се однесуваме. Ова е изјава за договорот. Ова е изјава при ратификацијата на договорот. Ова е изјава за договорот. Што се смени во меѓувреме, бидејќи се ова двата протоколи, едниот потпишан на 10 јуни 2019, Никола Димитров и Захариева, другиот потпишан 17 јули 2022, Теодора Генчевска и Бујар Османи, а ова се досега единствените препораки на заедничката мултидисциплинарна комисија, усвоени додека вие бевте министер за надворешни. Што се смени во меѓувреме за ова? Растеме, праќаме сигнал дека може да се однесуваме во европски, да се претвори во Нели ви реков. Бугарија под прво, јас не сум во владата, затоа што со мене во владата овој предлог немаше да биде усвоен од македонска страна. Сите обиди да се напуштат нашите црвени линии, јас ги блокирав внатре, заканувајќи се со оставка и за тоа сме зборувал јавно. Значи, јас бев внатре не баш среќен заради напредокот или назадувањето во различни други области, меѓутоа за ова прашање не дозволував билатералната мака со Бугарија да се испреплете со копенхашките критериуми. Колку вас лично ви изненади бугарското вето? И сега ние имаме ситуација, наместо да зборуваме за борба против корупција и како да дојдеме до навистина независни судии, ние
главната наша енергија, енергијата на нацијата ќе оди кон бугарската мака. Португалскиот предлог во време додека бе внатре, предлогот на германското председателство ја држеше оваа црвена линија која со зборовите на највисоките представници на Европската Унија мора да се држи бидејќи ако се измешаат историско-идентитетски прашања со Копенхашките критериуми, цитирам, тоа ќе биде Пандорина кутија за проширувањето. Разликата меѓу двата протокола е што едниот прашањето го држи билатерално, а другиот го меша со европскиот процес и кон вториот протокол има конкретна референца во европскиот пакет кон билатералниот протокол. Разликата е што DG-NIR, комесарот Вархеи и неговиот тим ќе известуваат за работата на историчарите. Претходно не известуваа и немаше да известуваат. Тоа е големата разлика. Малку подолго одговорив, меѓутоа мислам дека беше важно. Но има тука уште едно подпрашање. Ве цитирам од интервјуто на Сител во петокот. Велите, ова е продолжување на едно прилично... повеќе прашања, а не ми дозволувате да одговорам. Сега ќе ви одговорам на цитатот за 2018 што се случи. Бугарија беше поддржувач. Бугарија во своето председателство со Европската Унија се бореше со Франција и дури и крајот на септември 2019 година подпиша декларација со Грција, Хрватска и Романија како земји членки кои што се околу нашиот регион, а веќе станале земји членки, нели? Дека веднаш треба да почнеме пристапни преговори. Бугарија, тоа е прашање за нив. Дали е домашна политика? Дали биле протестите во Софија за антикорупција? Дали бил Каракачанов кој што го иницирал? Дали вас ве изненади ветото, бидејќи постојано цело време, откако Бугарија ја поднесе рамковната позиција, декларацијата на Бугарското собрание, фамозниот објаснувачки меморандум, се до ветото на 17 ноември 2020 година, цела владина гарнитура, вклучувајќи ве и вас и како представник на МНР, во ова време на вето сте веќе во СЕП, а велевте тоа е нивно внатрешно прашање. Не. Дали го подценивте, подпирајќи се премногу на европските пријатели? Не е точно дека, значи, ако некој зборувал за Бугарија надвор, меѓу другото затоа беа и силните поплаки на моја адреса. Еден нивен уредник ме нарече коронавирус на Бугарија, за Бугарија ни за Европа. Немало средба и со нив, како што меѓу другото станав кога беа Захириева и Каракачанов, кога Каракачанов рече вашиот така наречен македонски јазик и ги прекинав разговорите. Немало панел, дали е во парламентарното собрание на Советот на Европа, дали е каде што вака не сум ја ставал на тапет Бугарија, бидејќи, користејќи ја својата привилегирана позиција како земја членка, ја става во функција на една агенда што е крајно националистичка и е во основа прави ревизија. Ревизионистичка. И како таква е суштински анти вредностите прокламирани на Европската Унија, преточени во Лисабонскиот договор, каде што велат ние сме горди со јазичното богатство на нашиот континент. И јавно и кај вас, може би и со вас, може би не баш со вас како новинар, секаде, никогаш не сум викал, тоа е внатрешно прашање на... Значи, секогаш сум бил многу отворен. Бугарија е таа што договора за пријателство, за кој што зборувам така како што ме цитиравте, реши да излезе од чините, практично да го искине договорот, прекршувајќи го, и со уцена да сака да добие повеќе од договорот. Бугарија не е задоволна со договорот за пријателство. Оттаму овие сите маневри. И сега ни се случи да владава наша минатата година реши да игра по тие ноти. Да заборави на нашиот интерес. И сега можеби да одиме што можеме сега како да се извлечеме од оваа каша,
по можност сите заедно. Неколку можни решенија ќе споменам и мислам дека треба... Одиме на кратка пауза за реклами и реченијата ќе ги слушнеме во завршницата. Влегуваме во завршница на вечерашното интервју. Господине Димитров, на интервјуто во Сител во петокот велите ова е продолжување на едно прилично слепа и кратковида политика, од која резултираше целата каша што се случи од нашата мака со Бугарија. И веројатно ќе ни треба цела емисија да разграничиме кој каков зачин, колку додал во сета оваа каша, но бидејќи имаме кратко време, а вие сте согласно новото име солуција, еве сосема накратко, кое е решението? Ќе споменам неколку можни, ќе се обидам телеграфски. Ако имаме основани сомненија, индици, сигнали дека ќе има пак притисок врз ќе има притисок, ќе се настојува комисијата да испорача нешто што е по волја на Бугарија. Зборувам за историјата. Не може билатерално прашање, билатерален формат, македонска страна, бугарска страна, по нивна желба сега е испомешано и направено на некој начин европско прашање, не може форматот да остане билатерален. Нека внесат олеснувачи со искуство од европските земји. Такво присуство во собата ќе рационализира атмосферата и веројатно ќе биде попродуктивна работата на комисијата. Второ, Бугарија напиша дека ништо во документите на ЕУ не значи дека она го признава македонскиот јазик, што не е бил јазик, туку бил дијалект. Една многу погрешна и слепа политика, што само не оддалечува и нема никаква врска со македонско-бугарското пријателство. Зошто другите земји членки на тоа да не дадат сигнал дека целосно го почитуваат нашето неспорно, тоа не е прашање ни за Германија, ни за Франција, ни за било која друга земја. Тоа е прашање за македонскиот народ, чијшто мајчин јазик е македонскиот јазик. Зошто да нема изјави од типот за нас македонскиот јазик е дел од европското лингвистичко богатство и се радуваме на денот кога ќе стане еден од официјалните јазици на Европската унија, штом влезат во членство. Тоа се така наречените гаранци. И тоа не е во спротивност, ништо во спротивност со пакетот. Начинот како е формулирана обврската за уставни измени дава за простор ние заедно со Бугарија, и тука треба еден голем процес пак да се отвори, бидејќи е затворен на начин на кој што не го затвара проблемот. Бугарија исто така еден ден мора да го прифати нашето право на самоопределување. Зошто влегувањето во сила на уставните амандмани да не го врземе со ваков чекор од страна на Софија и конечно да го затвориме прашањето. Треба да ја менуваме рамката, тоа е. Не се менува рамката. Тоа исто значи дека ние сме ги усвоиле уставните амандмани согласно нашите уставни процедури, меѓутоа сме си обезбедиле затварање на проблемот вистински. Таму кај што велам, двете треба да растеме и двете растат. За нас тоа е со поголема самодобрба да отвараме можеби некои поглавја од нашата историја. Јас во тоа не гледам ништо спорно. Ама за Бугарија е прифаќање на реалноста. Многу, веројатно за ова ќе ни треба многу дебата. Ама еве еден од начините за кои што воопшто или многу малку, премалку се дебатира меѓу политичките актери денеска. За крај, во политиката и дипломатијата често мора да се гледа и чита меѓу редови, па од тука што е пораката или што треба да видиме или што треба да видат дел од политичките структури во присуството на еден прибег, и онака сакаат многумина да ги заборават неговите препораки во еден Папандреу,
политичка легенда, но сепак минато, но оно што може би беше највпечатливо, не сакам Он е да во кампања омаловажувам, за пратеник. да. Минато на политичката сцена, во смисла тешко ќе се врати, но да не ја отвараме таа со големината што ја имаше на тоа мислев, но без намера никого од двајцата да омаловажам, сепак се уште активниот Рикер испрати силни пораки. Сите тројца имаа многу суштински придонеси и совети и мудрост и поддршка на овие теми за кои што разговаравме во првиот дел. И мислам дека реално сигналот е поддршка за граѓански иницијативи кои што ќе се борат за професионализација, кои што ќе се борат за меритократија, една порака дека промените на системот се можни, не се невозможни, ги прават држави, не се едноставни, не се прават преку ноќ. Меѓутоа, успехот и резултатот е тука за упорни граѓанства. И мислам дека немаме луксус да креваме раце ако очекуваме нешто да ни се смени кон подобро. Сами од себе политичките партии нема да се освестат. Наша е таа задача и за оваа мисија видовме дека има луѓе кои што се спремни да дојдат тука, да дадат една поддршка, да делат совети, ќе имаме ние и други. Значи, ќе ги нервирате партиите со други активни и високи функционери на пријателски администрации, може би ќе им дојде и умот на политичките партии, па вистина ќе почнат да го намалуваат колачот, па воопшто нема да има потреба да размислуваме за политички ангажман. Побрзо и политичко профилирање на солуција од она што рековте чекор па чекор. Солуција ќе си остане think tank, граѓанска сила ќе видиме како ќе се движи и кон што. Ви благодарам што вечерва благодарам на можноста. Почитувани вам, ви благодарам на вниманието, останете со програмите на тема.